Разочараност, пониженост, но и паничен очај кај лозарите од тиквешијата. Тактизирањето на винариите, како и калкулирањето со јонака понижувачко ниските откупни цени на родот, се чини дека ја прелеваат чашата. Тиквешките лозари принудени се својата целогодишна мака и трудот да ги продаваат за 2-3 денари по килограм грозје. Се жалаат дека ситуацијата била повеќе од катастрофална. Не е дошол ни инспектор вага да провере, ни инспектор да провере дали малиганите тие, дали оде, дали не оде, него секој гледа како да те удаде никој начин. На малиган да те скине, на вага да те украде, на било шо. И ева белешката, 2 динара, вика, цената, COVID-19 дава како што е тоа 4, ја баш не ми е јасно, и они не знаат да објаснат зошто и како е. Плюс дали ќе даа 4 динара, дали не, тоа не го знам. Важно секој година е уште се полошо. Стравот дека родот ќе им остане неоткупен кулминирал синоќа, кога без никаква претходна најава од откупувачот, откупниот пункт Лазов мост бил затворен, а околу 30 товарени трактори со асистенција од полицијата биле пренасочени кон друга винарија, каде лозарите, наместо ветените 4 денари по килограм, добиле двојно помалку. Денеска пунктовите во тиквешијата главно беа затворени. Заради дождот, лозарите ја прекинале бербата. Единствено, отворен беше пунктот на винаријата Охрид, каде грозјето се откупува без прекин и според веќе договорените цени со производителите. До сега без проблем откуп тече. Цената 11 динара. До сега имам до 20 тона тука. Така, а за другиве проблеми со кои се соочуваат лозариве? Проблеми има 320 со други винарите. Зошто се стигна до тоа? Цената е ниска. И времето не почна да врне. Сомневајќи се во исходот од откупот и згрозени од прениските откупни цени, тиквешките лозари за крајот на идната недела најавија мирен протест пред општинското собрание во Кавадарци.